Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Од прв до последен во оваа влада, начело со Заев, сите до еден лажат. Пред само 2 дена, кога излезе скандалот дека Заев лично звонел да се пропуштат луѓе на граничен премин ДВ Баир, од влада испратија соопштение дека се груби манипулации. Вчера самиот Заев призна дека се јавил кај службеничка со прекрасен глас по име Виолета, како што можеше се види низ медиумите, излажа дека не ја познала службеничката и неизе и кажал да бидат пропуштени возилата нормално како загрижен за своите граѓани. Бидејќи Заев вели дека бил загрижен за граѓаните и сакал да помогне, ние сега од оваа говорница ќе му вртиме на телефон да му ги поставиме суштинските прашања кои што ги имаат граѓаните до него и да видиме колку е загрижен и достапен. Телефонскиот број не постои. Ова е бројот кој што сите граѓани, односно го знаеа и еве на овој начин е достапен Зоран Заев за граѓаните. Бројот ипак не би го кажувал јавно. Ова е број кој што го имале негови соработници, го имале многу од новинарите и граѓаните, кои што го поздравија овој чин лично да му звониме и да го прашаме, но очигледно е дека сепак не е достапен за граѓаните, туку е достапен само за оние негови најблиски, кои што ги пропушта и ургира за нив на граничните премини. Сега, бидејќи не е достапен за обичните граѓани и бидејќи не може да стигне никој до него, освен тие што му се најблиски, тука јавно ќе ги прочитаме оние 3 прашања суштински кои што сакавме да му ги поставиме во име на граѓаните, оние обични граѓани кои што не можат да стигнат до него. Господине Заев, бидејќи велите дека сте загрижени за граѓаните, сакаме да ве прашаме, бидејќи ние сме загрижени за здравјето на граѓаните, кога ќе стигнат вакцините што ги ветувате половина година и бидејќи до сега почина над 3300 граѓани на Република Македонија. Второ прашање. Дали чувствувате одговорност и барем грам срам за овие над 3300 жртви од корона, бидејќи не успеавте да им донесете вакцини, од едноставна причина, бидејќи поважни ви се провизиите? Трето прашање за крај. Дали, како што не знаевте каде е и кај се наоѓа Драги Рашковски, дали сега знаете каде е вашиот прв соработник Љупчо Николовски и дали е на одмор во Дубај? Почитувани, ова се суштинските прашања на кои треба да одговори Зоран Заев, а очигледно само пред медиумите сладкоречив, достапен и загрижен за граѓаните. За сите останати е недостапен, односно за обичните граѓани. Едноставно, се она кој што го прави и кажува е само шминка и филм за манипулација на граѓаните. Сега да се навратиме на случајот со пропуштањето и ургенцијата на возилата. Најпрвин, со ова Зоран Заев сакаше да ја изманипулира јавноста, се обиде да го сокрие ваквиот скандал и откако беше фатен во тесно, мораше признае. Со ова извршил злоупотреба на службена должност и извршил влијание врз службеничката, која ниту смее да прима наредби од него, ниту пак да постапува. Таа единствено смее да постапува согласно законските можности и одговорност која ја сноси на работното место, вклучително по наредба на нејзините предпоставени, а нејзин предпоставен не е Зоран Заев. Потоа, скандалозно е што едно од возилата било странско возило од Косово, со косовски регистарски таблички и косовски државјани внатре, што е спротивно на она кое што го говореше државата, дека биле македонски државјани, и е спротивно на било кој заклучок донесен на било која седница на владата. Владата се обиде да сокрие, а се уште останува отворен сомнеш. Дали и што може би превезувале овие возила и дали некој направил претрес и записник што се е пуштено по ургенција на Зоран Заев. Зошто и по чија наредба,
а веруваме по наредба лично на Зоран Заев, еменува на службената белешка од службеничката со прекрасен глас Виолета, каде што најпрвен било заведено дека лично премиерот Заев ургирал за возилата, а потоа во следната беше истото избришано. Инаку, според нашите информации, а веќе и медиумите пишуваат, службеничката со прекрасен глас за која Зоран Заев лаже дека не ја познавал, се вика Виолета Ангеловска, имено мајка на екс-советник од редовите на СДСМ Дарко Ангеловски, кој пак е сега вработен од СДСМ во Министерството за внатрешни работи како инспектор. Односно, и службеничката Виолета, и нејзиниот син се партиски членови на СДСМ, за кои Заев вели дека не ги познавал, а им се јавил. Односно и се јавил на службеничката. Повторно лаже. За крај, сакаме јавно да прашаме колку камиони со тутун, колку камиони со психотропни супстанци, колку камиони со марихуана, колку камиони со шверцувана брендирана облека, колку возила со мигранти се поминати низ граничните премини на Република Македонија, само со вакви јавувања, како што се јавил Заев, кај службеници со прекрасен глас, или од било кој од владата што звонел кај некој негов познат службеник. Почитувани граѓани, одговорност за ваквото шерифско-монархиско однесување мора да има. Одговорност мора да сноси и Заев, одговорност мора да сносат и службениците кои биле на смена на ДВ Бајер, одговорност мора да сноси и Оливер Спасовски. Законите треба да важат еднакво за сите и ова не смее да ни се случува. Трулиот систем мора да ги заштити своите граѓани, граѓаните на Република Македонија од вакви девијантни однесувања. Вакво зло, како Зоран Заев, мора да си оди. Благодарам.